До крајот на годината е законски предвидениот рок за исплата на регрес за годишен одмор, но не е проблем рокот на исплата, туку сумата која ја добиваат работниците на нивните сметки. Предходните години се исплагаше К15 и по 100 и по 500 денари, бидејќи фирмата работела со загуби. Овде проблемот е во договорот, велат од гласен текстилет Штип, и на таков начин се исплаќаат помали суми на К15. Во однос на К15, пак да повторам, морам да повторам, ова е секоја година повтарање, а рокот за исплата на К15 е до крајот на годината. За жал, во колективниот договор за приватен сектор стои дека доколку фирмата се соочувала со потешкоти, исплатата може да биде еве, например, ако годинава треба да се исплати 17.000, согласно 40% од просечна плата е исплатена на работник во годината, во периодот од 3 месеца. Имаме во колективниот договор нешто што се вика, ако фирмата работела со економски загуби, а тоа многу е лесно да се направи во нашата држава, книговодителите се за тоа мастери. Така да, за жал може да се исплати многу помалку од 17.000 или 16 лани, како и да е, и за тоа можеме да видиме исплати од 100 денара, 500 денара, бидејќи, за жал, сама на времето го потпишал тој колективен договор и не утврдил најниска сума доколку фирмата работи во загуба. Оваа година се очекува најмногу исплати на К15 во износ од 100 до 500 денари, вели Ампева. Ова следува бидејќи голем дел од компаниите работеа во загуба изминатиот период. Затоа апелира до работниците да не потпишуваат спогодбени решенија, но апелот е и да се промени овој член од законот. Оваа година пак очекувам, ако, например, лани, преку лани имавме добар дел од фирмите кои што исплатиат целосен износ на К15, оваа година навистина нели што се соочуваат со потешкоти, мислам дека оваа година ќе имаме сериозен проблем со исплатата на К15. Или пак ќе имаме најмногу исплати по 100 до 500 денари К15. Доколку, мислам, мораме да го чекаме рокот до 31.12. Проблемот е што добар дел од работниците кои што не се членови на нашиот синдикат. Значи, тие што се членови на нашиот синдикат си добиваат фул сума. Значи, целосната сума им е исплатена. Меѓутоа, таму кај што нема, еве, например, Elite Fashion. Низ годините за Elite Fashion, ќе дознаев само од една работничка, ќе ми јавеше Кристина, пак ни исплаќаат помала сума. И сега јас пријавам до инспекторатот, морам да го раскажам практично, да се знае што се случувало во Elite кај што се затвори, и ние испраќаме пријава до Државниот трудов инспекторат. Државниот трудов инспекторат оди и вели Кристина, работниците си се потпишале на спогодба дека сакаат да им се исплати помала сума. Ни ти, ниту ние, апсолутно не можеме да направиме било што. Така да тоа се прави законски за работниците, мнозинството, односно над 50% си се потпишуваат на спогодба. Висината на К15 е најмалку 40% од основицата, односно од просечната месечна нето плата во државата.